Вкусно! Изградба и продажба на станови Трим и Лум. Музичка соба уредена и опремена по највисоки стандарди денеска беше официјално отворена во просториите на Младинскиот центар во поранешната Охридска касарна. Станува збор за уникатен простор прв од ваков тип во државава кој бесплатно ќе им биде на располагање на сите млади музичари од градот. Проектот е реализиран од општина Охрид која во целост ја обезбеди финансиската конструкција. Градоначалникот Кирил Пецаков истакна дека отворањето на музичката соба е логично продолжение на развојот на младинските политики во општината и вложувањето во младите. Давајќи содржина и душа на целата приказна која почнавме со Младинскиот центар кој што функционира во општина Охрид, следниот чекор го гледаме денеска, тоа е ова музичка соба која што е опремена од страна општина Охрид, од изолација, звучници, микрофони, па и инструменти и сето на кое што е потребно за музичките групи да имаат можност да имаат проба, да имаат место каде што ќе го прават сето тоа, нивна работа само да се уклучат на миксетата и да уживаат во она кое што го работат и за кое што се собрани како музички групи. Овој концепт е единствен по тоа што ние како локална самоуправа и овој младински центар, сето на кое што правиме буквално без пари на располагање на младите, точно го следиме законот за млади, би рекол дека сме сериозно напред во однос на спроведувањето на истиот, зашто сум посебно горд затоа што младите се како целина и како дел од она за кое што општина треба да се грижи, можеби и нешто што е за нас најбитно. Ова е прв јавен, отворен и бесплатен простор наменет за музичари, бендови и сите млади кои сакаат да се занимаваат со музика. Музичката соба располага со современа и професионална опрема, 18-канална дигитална миксета, активни звучници, различни видови микрофони, студиска опрема за снимање, сет тапани, бас-гитара, клавиатура, како и несовремена камера. Просторот е целосно звучно изолиран, што овозможува непречена работа без да се нарушува околината. Раководителот на Младинскиот центар Јован Цветковски посочува дека интересот кај младите веќе е голем и дека просторот има потенцијал да создаде нови музички имиња во Охрид. Има доволно опрема за користење секако тука и самите музичари кои што доаѓаат секогаш си носат нешто дополнително што им е нив потребно. Поентата е да се развива и да од тука да излегуваат не само бендови кои што веќе постојат во Охрид и сакат простор за да вежбаат негде, туку и млади музичари, што за нас е на пример и малку поважно, да доаѓаат тука со ментори, со професори да вежбаат, да пробуваат и да излезат нови групи како што имало пред 10-15 години од училиштата, знаеме, особено од средните излегува нон-стоп нови музички групи. Веќе почна, значи уште предофицијално да отвориме, доаѓа да се свират, така што сега нема изговор веќе, бесплатно е, се договараме, договор за користење, се одговорен и си правиме календар да биде фер за сите. Извршниот директор на коалицијата на младински организации сега, Зоран Илиевски, оцени дека Охрид представува пример за успешно спроведување на младинските политики. Кога стана збор за законот за младинско учество и младински политики, општината Охрид е единствена која што ги исполнува сите услови, а ова што денеска го правиме, го зголемуваме тој пример на младинскиот поддршка на локално ниво со уште еден сегмент, тоа е музичката соба, која што исто така представува основен пример како е на општина треба да се грижи за своите млади. Младинскиот центар во Охрид е, согласно нашето знаење на коалиција сега, сето искуство кое што ги имаме во делот на политики и работа со млади, е единствен на Балканот во делот на услуги, опременост и се она што нуди на локалните млади. Музичката соба е нова енергија која што се дава на особено на оние млади кои што секојдневно бараат начин како да влезат како да ги испробуваат своите гласовни и способности или своите вештини за музика.
Музичката соба е вредна над 600.000 денари и е целосно финансирана од буџетот на општина Охрид. Според најавите на градоначалникот Пецаков, оваа успешна младинска приказна во Охрид, која се развива на просторот на поранешната касарна, ќе биде заокружена со изградбата на младинскиот културен центар, со што ќе се создадат уште подобри услови за младите да творат и да се развиваат. Со пригодна свеченост, Националната установа библиотека Григор Перличев денеска го одбележа 23 април Светскиот ден на книгата и авторското право. Во своето пригодно обраќање, директорката на библиотеката Христина Трпеска, зборувајќи за еволутивниот пат на книгата од преисторијата до денес, истакна дека книгата и покрај дигитализацијата денеска представува непроценлив извор на знаење, духовна исполнетост и бескрајни можности. Во ера на брзи информации, книгата останува клучна за длабинско разбирање на светот и на себе си, рече Трпеска. По повод Светскиот ден на книгата и авторското право, Националната библиотека на Македонија одлучи националната порака оваа година да ја напише авторот Иван Шопов. Пораката беше прочитана и во Охрид, а во неа Шопов меѓу другото вели: книгите не нудат готови одговори, тие ти даваат простор да останеш сам со мислата и да ја дадеш свое значење. На денешниот настан беа прогласени најчитателите за изминатата година. Во оделението за деца во Охридската библиотека тоа се Сергеј Тасетовиќ со прочитани 40 книги за една година, по него следуваат Филип Кордоски со 33 и Мила Стојческа со 27 прочитани книги. Во оделението за возрастни пак најчитател е Весна Атанасовска со 152 прочитани книги, втора е Марија Петковска со 136 и Ленче Стефановска со 119 прочитани книги во текот на една година. Најмлади читатели со само по 2 години се Симона Пљаковска и Лилијана Ристеска, а највозрасен читател е Воскресија Капричева, родена 1934 година. Библиотекарите Никола Ристовски, Весна Симоновска и Бети Лазеска Симоновска на денешниот настан во рамки на проектот Библиотекар, професија која ве носи во светот на фантазијата, го промовираа новиот флаер и бележник со кодови за пристап до дигиталните платформи на библиотека и корисни информации. На околу 40 донатори на книги им беа врачени благодарници за придонесот во збогатувањето на книжниот фонд. Охрид пред почетокот на туристичката сезона влегува во период на засилена градежна активност на повеќе локации низ градот и населените места. Се реализираат реконструкции на улици, комунална инфраструктура и поголеми капитални проекти. Целта, како што велат од општината, е подобрување на условите за живот и подготвеност за туристичкиот бран. Она што се клучни инфраструктурни објекти кои што во моментот се градат во општина Охрид на цела територија, ќе издвојам неколку. Тоа е плоштадот Чинар или Крушевска република во вкупна вредност од 45 милиони денари. Понатаму паркот Ден Долард, кој е со вредност од скоро 25 милиони денари. Понатаму имаме реконструкција на улица Прилепска со вредност од 8,5 милиони денари. Имаме реконструкција на улици во населбата Бараки со вредност од 36 милиони денари. Понатаму имаме реконструкција на улици во комплексот Охридати од пред неколку дена. Таму исто имаме инвестиција од околу 10 милиони денари. Паралелно се работи и на комунална и патна инфраструктура во повеќе делови од градот и околните населени места. Имаме инфраструктурно во моментов решавање на градските гробишта, каде што се асфалтираат улици, исто пред асфалтирањето имаме и поставување на атмосферска канализација во вредност од 25 милиони денари. Имаме асфалтирање на патот Горно-Долно Лакочере, каде што претходно знаете дека се изгради примарната канализациона мрежа, нешто што години се очекуваше во тој дел од градот да се случи. Имаме улица Кленоец, реконструкција, 25 милиони денари, фекална канализација на улица Аџи Мустафа, 10 милиони денари, асфалтирање на улица во селото Завој. После она што го завршивме во село Плаке, сега дојде на ред и село Завој. Таму имаме инвестиција 24 милиони денари. Освен патната и канализационата мрежа, од општината посочуваат дека значаен акцент се става и на водоснабдувањето.
Посебно ќе ги издвојам промената на станицата за филтрирање и сите пумпи во пумпната станица во Метропол. Значи, таму имавме филтри од 80-тите, од 86-та година, каде што конечно сега ги променивме, а сето тоа е во насока на подобрување на квалитетот на водата за пиење, која што граѓаните на Охрид ја пијат. А промената на пумпите се и така од големо значење за јавното предпријатие Водовод, бидејќи со новите помпи очекуваме 30% намалена потрошена електрична енергија со оглед на тоа што исто така тие помпи беа последно ставени 80-тите години. А исто така во делот на Водовод сакам да споменам и тоа е во текст системот за SCADA, системот за управување и мониторинг, кој што е од големо значење за да се спречат загубите на вода. Со засилена динамика на терен Охрид во наредниот период ќе продолжи со реализација на повеќето инфраструктурни зафати кои опфаќаат различни сегменти од градската и руралната средина. Проектите се дел од пошироката стратегија за модернизација на комуналната и патната мрежа во пресред на туристичката сезона. Локалниот огранок на партијата Левица од Охрид до Советот на општината поднесе иницијатива за изградба на спомен обележје на легендарната македонска маратонска пливачка Атина Бојаджи. Од партијата објаснуваат дека истата ја поднесуваат поради сите успеси на Бојаджи во пливањето, со кои доволно не задолжила како охриѓани нејзините постигнувања да ги овековечиме со спомен обележје. Атина Бојаджи е македонска маратонка во пливање, родена на 13 март 1944 година во Охрид и уште од 11 годишна возраст ги собори сите македонски и југословенски рекорди во пливање на кратки патеки во слободен стил и делфин, покажувајќи исклучителен талент и решителност. Таа била првенка на Македонија во 13 дисциплини и држела 8 републички рекорди, а во 1962 и 63 година била избрана за најдобар спортист на Македонија. Бојаджи на 18 години станала светски шампион на Охридскиот маратон и на патеката Капри Неапол, освојувајќи титули на сладки и солени води. Во 1962 година на опасниот маратон Саида Бејрут од 23 надпреварувачи на целта стигнала само таа и еден пливач од Египет, за што добила орден за храброст од председателот на Либан. Во 1963 година станала светски првак на патеката Капри Неапол. Врвот на незината кариера е препливувањето на каналот Ла-Манш на 9 септември 1969 година, со што станала првата македонка и првата пливачка од Југославија која го остварила овој подвиг, подсетуваат од Левица Охрид. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди, дуваше умерен ветар од северен правец. Максималната температура се искачи до 14 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Утринската од 2 степени, а максималната дневна температура до 16 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -2 до максимални 23 степени. За време на викендот и почетокот на следната седмица ќе се задржи претежно сончево и потопло време со појава на облачност во текот на денот. Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време на места со повремен дожд и грмежи. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање.